Почитувани, добар ден. Ова е најновото издание на Црвена линија. На војната во Украина и по повеќе од 2 години не се гледа крај. На Блискиот Исток сега започнува. Аналитичарите велат дека се можни нови конфликти. Хрватска и Србија повторно со задолжителен воен рок. Во Хрватска 2 месеци, во Србија 75 дена. Председателката Гордана Силјановска-Давкова размислува да им се овозможи на младите луѓе на доброволна основа да служат воена обврска. Оно што денес ве прашуваме во Црвена линија, дали сметате дека треба да се воведе задолжителна воена обврска? Секако тоа нема да биде единственото прашање на кое што очекуваме од вас одговор. Имаме и прашање плюс кое што ќе го одговорите доколку не заследите на Инстаграм. Ако кликнете на Инстаграм стори, прашањето на денешната анкета е дали одење во војска е добро за младите генерации. Ке имате 2 опции за одговор: да, не, ке кликнете на опцијата која што е вашиот одговор и секако резултатите пресметани. Ете, тоа така изгледа таму на Инстаграм стори. Ке ве потсетам, заследете не и од овој момент почнете активно учествувате во нашите анкети, почнувајќи од оваа денес. Резултатите ќе бидат пресметани во проценти и секако по рекламите, како и секогаш прочем, ќе ги соопштиме во Црвена линија. И пред да започнеме со дискусијата со вас и да го креираме ова денешно издание на Црвена линија, меѓу другото ќе ве потсетам задолжително по вклучувањето од страна на режија и по вртењето на 023070005 да го намалите целосно тонот на телевизорот. Ке ги поканам и младите генерации, може би немаат навика или да се вклучуваат во контактни емисии, но еве би сакале токму од младите, па и родителите и оние кои што се сеќаваат како изгледаше и дека порано токму со полнењето на 18 години во поранешна Југославија задолжителен беше војниот рок. Јас се дозволив да го прашам секако и колегата Сашо, кој во овој момент е задолжен за да можете да ме гледате на екраните, дали служал војска, ми рече да, во Пула и тоа во Морнарица. Ке ве потпрашам секако и вас, но еве дали сметате дека треба и е време да се врати задолжителното служење на војниот рок? Добар ден. Добар ден, ако сум јас на линија. Секако на линија сте. Се сеќавате ли кога се правеа банкети и се испраќа момчињата во војска? Јас 2 браќа имав, многу убаво го знам тоа, како све што се случуваше и како испраќавме и каде и сите тие генерали, како да кажам, кој каде служил и како кој служил. Меѓутоа, знаете, па гледаме дека секдека во светот, во светот, таде во Европа, како да кажам, во околината кај нас, нашиве бивши југословенски држави, дека секдека некако има потенцијал и сака тоа да се обнови. Меѓутоа, јас не знам дали ќе има доволно овие млади сега, што ќе сакаат да одат во војска, затоа што, знаете, таму имате дисциплина, имате ред и треба на нешто да се научите. Меѓутоа, за жал, кај нас, ја не знам како прво ќе се научат и како ќе дојдат на тој ред, пошто гледаме како живеат сега младите. И така да си тогаш ќе виде кој има врски, ќе обега на Халкидики и не знам каде, а кој нема ќе треба да оди во војска. Убаво е, не викам дека не убаво, меѓутоа мислам дека тоа не може да се реализира од тоа што младите не се спремни за таков живот. Сега исклучоци нормално дека има, не може да биде целиот народ ист, значи не се сите исти, меѓутоа дали би имало доволно и дали би оделе сите. И затоа викам, кај нас секој пат има некој преседанти се прават. Вашите браќа двајца како го доживеа тогаш испраќањето? Па ништо нормално, тогаш си беше нормално и сопругот и моите браќа се знае. Така, благодарам многу еве што споделивте со јавноста како е вашата приказна и сеќавање во однос на некогаш кога постоеше задолжителен воен рок. Добар ден. Добар ден, Тина. Дали вие бевте, сигурно бевте на задолжителен воен рок, па каде служевте војска? Јас служев во Ниш, па после Призрен. Техничка служба. Техничка служба. Дали сте денес да се врати задолжителен воен рок? Јас сум за да се врати, меѓутоа, кога се распадна, се извинувам, Југославија,
то не требаше да се прекинит. Ако се одделивме од Југославија, то требаше од тогаш да си оди. Наново не бидува. Наново не бидува. Генерацијски треба да помини време за да сватат дека тоа е нешто добро ако се оди војска. А сега го воведуваме после 35 години. Некаква логика нема. Во друга страна, сега, поќе, јас не вреđам женски пол, еве и во Србија и секаде и полиција, поќе женски пол имате него машки пол. Ова е малце чудесно. Абе се знае во Русија, се знае кој може да биде полицаец. Значи нека се воведи, ама време ќе треба се толку да помини што да се Дали навикнеме. еве за вас на како тоа. момче од 18 години беше травматично доживување? За мене не станав човек. Армијата е нешто наука, сам да се осамостаниш, да наместиш кревет, дисциплина, и тоа беше многу добро. Сега овие ти да тераш, тоа е многу тешка работа. Прво треба да му земиш телефоните. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Топло препорачувам секако да останете со ова издание, бидејќи ќе верувам ќе слушнеме преку многу вклучувања различни мислења и ставови. Добар ден. Добар ден. Ало, Добар ден. и јас мислам исто така дека треба да има задолжителна воена обврска, бидејќи треба да се учат луѓето како да ракуваат со оружје, како да се одбранат и се тоа. Дали е тоа се? Па да, отприлика. Добро. Сега еве да прашам доколку се воведе задолжителен воен рок. Ми се чини дека сте млад гледач, ако не се лажам. Се исклучи. Добро, како и да е, треба да се воведе. Тоа е што бараме да слушнеме што е можно повеќе одговори. Благодарам за учеството. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, па вие еве во какви спомени вие задолжителниот воен рок? Пазете, ова е моја тема. Ајде да не живееме на емоции од минатото, да гледаме реалноста. Што значи тоа? Се замолуваат сите кои не биле у војска, ајде ка не дискутираат на темата зошто. Нас не е растурена цела инфраструктура. И сега прашање е вие за да некого го мобилизирате, да го однесете во објект. Треба да спремите. А тоа е време, тоа се пари. Еве, за почеток ќе ви предложам една работа, една анкета. Во Велес, во касарната, се служи доброволен воен рок. Направете една репортажа, колку и како во кои периоди се прејавуваат младите доброволно да служат војска, па после ќе разговараме. После вашата репортажа која ќе објавите, ќе разговараме на темата. Дали се пополнуваат потребните бројки на доброволци и се останато. Значи, специфична тема е. Да не живе, да работиме само со емоциите. Знаете како било? Абе, некогаш беше престиж да се оди у војска. Затоа што ако не отидеш у војска, на 22-3 години не можеш да се жениш. Се знае, војската беше како, она, знаете, способен, неспособен. Ако не те бива за војска, не те бива за жена. Што служевте вие, Љупчо, еве? Ја у Смедеревска Паланка пешаѓа војна полиција, бе. Војна полиција. Така да, тоа плюс тоа имате таму тематски единици. Треба да се совладат, кои не може да ги совладате за 2 месеца, како што некој предлага. Јас сум поише да се воведе како задолжително образование во училиштето, во средното. Тие 3-4 година да си... Така, добро. Благодарам многу. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам, во Црвена линија сте, па еве да ни откриете дали служевте и каде служевте воен рок. Јас служев войска, кога бев учител во Збажни, пред да заврши школската година, ме испратиле за войска, кога бев учител. Ја прво бев во куде Тумбе 4 бандери и после во Приштина. Ја бев елитна единица, извидјач. Ви беше ли тешко, еве, ви беше ли травматично искуство? Не е лесно тоа работа, ама извидјач е најтешка единица. Треба да знаеш сите боречки вештини, пливање, скијање, форсирање на реки, све. И за непријателот да известуваш. И зато мене
Ја имам награда од војска водник прва класа. Еве Од сега десета. со таква награда и спомен водник прва класа, дали сметате дека треба да се воведе задолжителен воен рок? Не морат, имат начини за вежбање. За да се вежбат тие работи за гаѓање, за стреляње, имат начини да се вежбат, не мора да е војска. Така мислам јас, сега за други не. Јас сум од Биџево, едно село близо до Струга. Добро, благодарам И- многу. Еве дадовте интересни предлози, идеи. Сега досега сите гледачи, така да Да, поздрав поздрав и останете да не до гледате. цела. Јас секако ќе потсетам, ева, и особено ќе ги охрабрам помладите и да се вклучат во оваа денешна дискусија, бидејќи сепак зборуваме за новите генерации, па тоа е нешто што секако ги засега нив, односно денес Црвена линија го поставува прашањето дали сте да се воведе задолжителен воен рок. Ќе ве потсетам секако преку коментари и споделување да земете активно учество и по завршувањето на Црвена линија преку нашите социјални медиуми, односно Facebook профилот е Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден. Ало, Ве слушаме во Црвена линија сте, повелете. добар ден. Југославија беше цврста и стабилна држава во која што требаше војска и мораше, бидејќи имаше закана од Италија, од другите држави. Значи тогаш требаше и мораше да биде. А сега во Македонија не треба да има и не мора да има и ако веќе има потреба да има, тоа е потреба према Косово. Инаку према Грција и према Бугарија и према Албанија не ни треба. А најмногу што треба војска сега да има, ја не сум за војска, па повеќе сум за полицијата. Значи, таа војска, ако случајно се воведе, ја, значи, 100 пати ќе речам, не сакам, не ќам да одат младите. Бидејќи тие што ќе одат сега војска, тие ќе бидат испратени преку НАТО, дали ќе бидат испратени за против Русија или ќе бидат долу на кажи го против Израел таму. Значи да гинат за џаба, без потреба и така натаму. Значи ние и сите да бидеме војска, не можеме да се спротивставаме ни против Грција, ни против Бугарија, ни против Албанија, ни против Србија. Залудно е да се трошат џаба пари така, него да земат во Идризово, војската, полицијата да е. Јас ќе потсетам 90 секунди време траењето на едно вклучување. И ве поздравувам, ви се заблагодарувам во името на редакцијата на Црвена линија за вашите одговори и доколку сакате нови 90 секунди, повторно завртете го бројот. Добар ден! Добар ден! Добар ден. Дали сте вие меѓу оние генерации кои што беа дел од оние кои што служат војска задолжително? Да, во тие генерации, тоа јас бев првата генерација на македонска војска. Какво е вашето искуство? Дали сметате дека треба да се врати задолжително воениот рок? Апсолутно треба да се врати. Јас бев во Ѓорче Петров. Требаше да одам во Вуковар, но за среќа не заминав и после тоа бев во Ѓорче Петров во санитет. Колку тоа за вас беше травматично искуство? Нема травматично за младиот машки пол, нема травматичност, значи младиот машки пол е спремен секогаш на работи што може да ги поднесе, затоа што е млад човек. И мислам дека на војската, поготово за наша држава, што и ја имаше, треба да и понатака да има македонска војска и младите, поготово нашиве момчиња да се обучуваат, да знаат што е пушка и ред други работи.
Така да јас сум за... Со што позитивно се стекнавте по служувањето на војниот рок, вие лично? Па пред се дисциплина. Дисциплината е број еден, значи војската е една групација каде што... Благодарам за вашите одговори, секако за тоа што споделивте какво е вашето лично искуство во однос на служењето на задолжителниот воен рок. Добар ден! Благодарам за вашите одговори. Да се намали веднаш тонот на телевизорот, ве замолувам, за да можеме подобро да се слушнеме. Добар ден! Ало? Дали може да го намалите целосно тонот на телевизорот, ве молам? Дали се слушаме? Дали се уште го имаме истиот гледач? Добар ден! Ете, тоа е оно за што постојано зборуваме и верувам, може би не забележувате кога велите Тина постојано повторува. Добар ден! Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Дали ќе може да замолам од режија некако да му укажат на гледачот целосно да го намали тонот на телевизорот. Еве зошто ќе инсистирам секако да биде вклучен со оглед на тоа што човекот има 90 години и според информациите што ги добивам од режија го возел тогашниот председател Јосип Броз Тито. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Дали се слушаме? Ало, јас ли сум? Да, вие сте. Со нетрпение сакаме да слушаме од вас. Дали треба да се врати задолжително? Јас се ожена војска. Јас донесов се ожени во Сисак. Во Сисак, така? Вие имавте задача како војник да го возите тогаш... Девојче како војник се залюби девојчето во мене и ја донесов, живеевме ние преселени во Јабука. Добро. Дали вие имавте можност како војник или задача, подобро да речам, да бидете... Војводина и таму се венчавме. Не можев да ја венчам, имаше 17 години само. Ете, некој си ја нашол и љубовта на својот живот. Многу ми е жал што еве со гледачот не можеме добро да се слушнеме со оглед на тоа што не е намален тонот на телевизорот, но секако ќе искористиме да укажеме дека тогаш задолжителното служење на војска не беше само стекнување на ред, дисциплина и секако работа и подготвеност, нели, за не дај Боже, како што тогаш беше всушност и мотото, иако сме во мир, секогаш треба да се подготвуваме како утре да ќе има војна. Војската никогаш беше во време трајање од цела една година, се стекнуваа пријателства и од гледачот слушнавме и љубов која што траела до крајот. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Кого вие испративте во војска во младост? Јас испратив мојот сопруг покојен и моите браќа, ама тога служеа по година и пол, по 2 години, има тоа 55 години па и повише. А сега човекот што си најде љубовта, значи така он важно тоа си го кажа, убаво, значи што било од него. А јас се согласно со преходниот гледач што кажа дека служил војска во Ѓорче и дека треба да се уведе војска за децата да добијат теко дисциплина. Како што рече еден, да станат на себе, да се наместат креветите, па да си има тоа нека голема обврска. А сега што да речеме? Децава спијат до 1 до 2 сата, ноќе скитат, дење си спијат, никако врска немат. Али да си има војска, ама за тука само во нашата златна Македонија, а не сакам да ги праќат на друго место. Пошто имаме ние унуци и други, да тука да ни ја бранат нашата Македонија, па и војна полиција да си имат уште поубаво. Важно да има војска, зошто највечко дисциплина младите да имат. Немат никаква дисциплина некој, не сите, али некој не.
Биди ми поздравена малцете, со човек он пред мен, јас ало и така. Важно на крај се разбравме. Само војски дисциплина за младите. Да знаеш што е војска, да имат да стануват рано, не да спият до 12 сата. Биди ми поздравена. Бидете поздравени и вие. Сега кој направивме на устапка и повеќе време со оглед на тоа што навистина е и подвиг да во 90-та година од својот живот се јавиш во Црвена линија и сега ко споделиш во какво сеќавање ти е периодот кога си служел задолжителен воен рок. Дали треба да се воведе задолжителен воен рок? Добар ден. Еве и овде најверојатно не е намален тонот на телевизорот, ве замолувам намалете го целосно. Дали се слушаме? Ало? Го намаливме ли тонот на телевизорот? Да. Ве молам целосно на нула. Дали сте вие од оние генерации кои што служаа војска? Да. Добро, каде служевте и кои беа вашите задачи? Вака, служев ја 3 месеци у Бања Лука. Добро. И после 12 месеци у Валјево, возач на тенк. Возач на тенк. Дали сметате еве дека треба да се врати задолжителен воен рок? Јас мислам дека обавезно треба да се врати, бидејќи младиве не ќе знаат, не дај Боже, да зарат и не ќе знаат пушка да донадат. Разбирате, ало? Да, себе слушаме, продолжете си. Да. Па затоа мора да се доведат младиве да научат барем дел од војниот живот што се случува. Барем 3 месеци да... Така, некои од гледачите рекоа дека забележале дека се почесто жените се заинтересирани за служење воен рок, а многу помалку мажите. Зошто е тоа така според вас? Па, зашто? Затоа што... Па, како да каже човек? Дали сметате дека имаме подготвени генерации за да можат да служат задолжителен воен рок? Јас мислам не, бидејќи младите поише ги интересира интернетот, телефоните, ноќниот живот и така да... Добро, дали за вас беше травматично кога на 18 години моравте да одите да отслужите воен рок? Не беше треба, баш тоа беше еден спектакл, дружби. Така, благодарам многу за вашите одговори, секако продолжете да не следите. Топло препорачувам, се разбира, да кликнете и на telma.com.mk да ги добиете најновите информации и секако да бидете информирани за се и се што се случува и актуелно во моментот и кај нас, на Балканот, но и во светот. Но и да го задржите своето внимание на следниот наслов, каде што се вели дека Силјановска Давкова да се отвори прашањето за отслужување воен рок врз доброволна основа. СДСМ со реакција ова прашање одамна е решено. Тука се укажува дека дел од младите луѓе имаат желба како некогаш да бидат дел не само од професионалната армија, туку доброволно во вооружените сили. Може би требало за тоа да поразговараме. Независно која би била одлуката по дискусијата, ова што го видовме ни дава чувство за безбедност. Вака рече председателката која денеска присуствуваше на показната вежба на припадниците на армијата од баталјонот на специјални сили кои изведуваат обука во кампот за обука на вода на Охридското езеро. Дали сте за тоа да се врати задолжителниот воен рок? Добар ден. Добар ден. Еве, открите ни вие каде служевте војска и како што? Јас служев во Сомбор, Бихач и Бања Лука. Добро, кои беа вашите задачи? Јас бев радиоцелипринтерист, плавец. Добро, еве, дали се сеќавате, ви беше ли страв, травматично, што треба да се заминете дури во друг град и да отслужите задолжителен воен рок? Па, види, јас како спортист имам шетано сегде и немав никаков страв за во друг град. Тоа беше братство и единство, се ширеше познатство, дисциплина, се знае сабајле кога ќе станеш
гимнастика, па миење, па строење, па доручок, па потоа задачи кои што треба. Јас сум за војска да има, но после тие 6 месеци, кој сака да оди во специјалните сили, затоа што тие деца што ќе одат по 6 месеца, нема да бидат спремни да одат во НАТО, да се борат во Афганистан или било каде по светот кај што ќе има војни. Но оние кои што ќе сакат доброволно, може да заминат. Дали се уште ги негувате пријателствата од тогаш, кои ги стекнавте во Па војска? со некои да, затоа што, нели, војната рак. Така, благодарам многу, Еве, што ни откривте која е вашата војна приказна. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден. Вие Благодарам. редовно не следите ни се вувате од Охрид. Без Каде да, служевте да. војска? Вака, прво јас бев војник во Мостар, цел војни рок го служев тамо, бев специјална партизанска брдска единица. Така да повеќе бевме на терен, вежби, значи ги вежбувавме на тактиките на партизаните. Многу ни беше интересно, многу ни беше пријатно, макар да беше напорно, дури во тоа време, значи ние се служевме претерно, значи со коњаница, значи така да беше интересно. Сега вака, значи ова јас сум за да има војен рок, сум за да биде обавезно, не доброволно, да биде минимум 6 месеци, во старт ќе ги нема толку многу, да речеме, но како ќе ода, значи, на одреден број на војници да служат, интересот ќе биде се поголем и поголем и после ќе има надпревар секој да биде војник и со тоа фактички ќе има две позитивни работи. Прво ќе се научи на ред, дисциплина, не дај Боже ако има потреба од, значи, да се одбрани, да ќе знае да се одбрани, да се скрие, да се маскира. Значи, сепак тоа е, значи, една тактичка обука со која што само може да има користи самиот, да речеме, војник и за собствениот живот и за интересите на државата. Ако така се направи, тоа значи ќе биде и корисно и за едни и за други. Пожелно е да имаме редовен Задолжителен воен рок. Благодарам многу за вклучувањето. Имено според законот за армија, војната служба на граѓаните се состои од доброволно служење на воен рок и служба во резервните сили на армијата. Дали сте за тоа да се врати задолжителниот воен рок? Тука секако очекувам и од помладите генерации да се вклучат, па сами да дадат одговор дали се подготвени и би сакале да ја повторат приказната, која што секако е составен дел од животите на повозрастните генерации. Добар ден. Добар ден. Каде служевте војска? Дали служевте војска? Сомбор и Задар. Задар, како што? Сомбор и Задар. Како што? Да, слушам. Техничка служба. Техничка служба. Сте да се врати задолжително војниот рок? Слушај сега, војниот рок 6 месеци обавезно. Обавезно. Плюс тоа, да има предмет предвојничка во школите, во училишта, предвојничка, обавезно да има на учениците. Ме слушаш? Да, цело време, продолжете си. Предвојничка обавезно, војниот рок обавезно. Војската е култура, школа, знаење. Тој што го мрза да се научи да се движи, а не да седе по кафани вамо намо. Дали вие кога бевте млад, се извинувам, кога бевте млад, имавте 18 години, ви беше ли травматично и тешко да го прифатите тоа? Не, ја немаше ништо проблем, него интересна е. Војската е интересна. Работа се запознаи со народ, со вамо, намо. Според вас, дали треба да има и жени многу повеќе во војска? Како? Дали жените треба многу повеќе да бидат активни ако се воведе задолжителен војн? Кој е способен, може, зашто? Така, благодарам многу. Продолжете да не гледате. Бејте поздравени, важно.
Бидете поздравени и вие. Еве, драго ни е што споделувате со нас, а и со јавноста во какви спомени ви е тој период кој што секако никогаш не го заборават оние кои што служеле задолжителен воен рок. Добар ден. Ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Каде служевте војска и како што? Јас служев војска малку специфично. Заврших војна академија во Белград и Задар, службував во Далмација, Црна Гора, Косово и Македонија. Војската е специфична. Татко ми служил војска, деда ми служил војска, моите синове служија војска во Арама. И јас од Арама излегнав како пензионер овде. Војската е специфична школа. Затоа ги поддржавам претходните соговорници. Затоа што тамо не се учи само пушка. Се учи и пружање на прва помош, снаоѓање за време на пожари, кој е веома важно да се помогне на семејството, на комшиите, на соседите и на другите кои се загрозени. Војската е и друга школа. Тамо се учат не само машкиот пол, и женскиот пол кој е равноправен, видиме дека се повеќе и повеќе се приклучува во армијата како професионални војници, како полицајци, како службени, затворски полицајци. Ево и дирекцијата за заштита и спасување бара професионалци кои ќе помогнат во тај кадар да се пополни од обичен па да напредува нагоре. Благодарам многу, еве, драго ни е што и вие споделивте со оглед на тоа што вие навистина имате семејна традиција во однос на војската, односно се она што се со што се соочуваат оние генерации кои што служаат задолжителен воен рок. Јас уште еднаш додека траеме ќе ги охрабрам, ќе се обретам директно и до вас по младите генерации, еве дали сметате дека сакате да го доживеете и преживеете она што го памете до ден денес сите оние гледачи од повозрастната категорија кои што еве не заборават ниту како искуство служењето на војниот рок, ниту пак пријателствата, ниту пак стекнатите кои што самите велат се добра, кои што и како значат низ животниот тек. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Служевте ли вие војска и каде? Да, 2005 Битола. Така? Пешадија. Пешадија. Дали сте да се врати задолжително служење на воен рок? Да. Зошто? И тоа подхитно. Подхитно? Јас сам од постарата генерација, 85 година сам роден, подхитно треба да се врати војниот рок. Зошто за вас треба хитно да се врати? Што е оно што... Тоа е младина што иде е катастрофа. Добро, кажете ми, еве, за вас ви беше ли тешко кога требаше да го напуштите домот и да поминете време во служење на војниот рок? Како го доживеавте тогаш ви? Супер, авантура. Авантура, добро. Да. Некогаш озлогласени беа десетарите дека даваат многу тешки задачи. Ева, имаше ли такви ситуации? Не. Посетелка Пешадија нема пречки. Добро, негувате ли се уште пријателства стекнати во време на служењето на војниот рок? Да. И уште се почитуваме. Уште се почитувате. Благодарам и ние многу го почитуваме тоа што се јавивте во Црвена линија и продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Благодарам. Па јас и сега, колку што имам информации, и сега има доброволно служење на воен рок. Доброволно има. Дали сте за тоа да се воведе задолжително служење? Не сум. Затоа што овие млади ги немаат таа одговорност што имале тие тогаш, а и не се толку физички активни.
Прво. Прво и второ, и како било тоа. Значи, немаат одговорност и не се физички активни. А друго, не можете вие да им наредите ни во колку сатот ќе станат. Па ќе откажат послужност. Прво нема да излезат од собата кај што спијат. Нема да отидат на време на доручек. Тоа 100% ќе биде така. Па нели гледате во средните училишта што се прави? Ученикот пред професорот лупа на катедра со рака и замавнува, или на другарот до него, и што сакате повеќе? Па нема да има никаква послушност. Плюс, толку измешани нации, толку омраза, толку теорија на заговор. Тоа ќе биде каша попара, да ви кажем. Нас ни треба платена војска, специализирана и полиција, унапредена, по сите светски стандарди. Не ни треба нас друга војска. Таква војска што ќе може да одговори на сите прашања што се во модерниот свет. Таа што имаме и војска и полиција да ја модернизираме и да опремиме и да ја дадеме секакви услови. А овие другиве, тие сите ќе издаат бугарски пасоши и збогум Македонија. Благодарам, пријатно. Благодарам многу и вам што дадовте одговори на денешното прашање. Инаку по Србија и Хрватска за задолжителен воен рок се размислува и во Црна Гора. Дали сте за тоа да се воведе задолжително служење на воен рок? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали сте за тоа да се воведе задолжително служење на воен рок? Добро, зошто? Затоа што треба младите веќе не знаат што работат. Така ве слушаме, образложете ве, вие сте служили ли воен рок? Башто, да. Така, кои се И бенефитите? тоа служат две војски. Во ЈНА и во ЈА. Две војски, значи Југословенска народна армија и Југословенска армија. Добро. Па затоа треба сега младите да се научат да имат ред и дисциплина. Што е оно што се учеше никогаш во задолжителен воен рок? Па тоа беше, значи, да имаш дисциплина, најпрво дисциплина. Значи, младите требаше да имат најголема спрема денешниот ден. Младите немат ни дисциплина, немат ни почит, немат ништо. Дали е тоа се? Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Дали сте за тоа да се воведе задолжителен воен рок? Сум, да. И тоа најмалку 9 месеци. Така, зошто? Затоа што таму ќе се самиот тој човек што ќе биде млад војник, ќе самиот ќе се го спознае својот карактер. За утринското, прво утринското станување, утринските вежбање што се таму, трчање, да речеме, све тоа што треба. Утринската гимнастика, тоа е најбитна работа, што може да биде. Легнување на повечерја, нели, сите обврски дневни што ги имат, војни обврски дневни, со десетарите, со ова претходно, нели, се учи на тактичка стаза, да се запознаат со реонот, со тактичките стази. Секој ден се учи расклупување и вклупување на оружјето. После има, да речеме, активности кои се од државен значај на запознавање на сите, да речем, структури во АРМ, во војската. И тоа е тоа што мора да таму нема неќум или не сакам, ако не сакаш, или ти идеш ќе копаш, или ќе чистиш околу. Благодарам многу и вам за учеството. Подсетувам 90 секунди е време траењето. На Твитер, секако на темава и твитовите кои што ги издвоивме. Ке почнеме со фотографија која што е објавена. Профилот е на Ines of Macedon, каде што на оваа фотографија
можеме да забележиме војник кој што некогаш така тоа изгледаше, одслужува воен рок, задолжителен. И Инес го има напишано следното: мајка ми, татко ми и брат ми. Некој заинтересиран да ја повториме сликата? А ние ве прашуваме дали треба да се воведе задолжително служење на воен рок. Добар ден. Добро вечер, Тинка. Добро вечер, баба Роска. Дали треба да се воведе задолжително служење? Ама обавезно, бре, како без војска? Едно време, ако војник не идеш, нема да се оженеш. Неспособни ги рачунавме тие без војска. А ој сега што е? Јас имам испратено и маж и син у војска. Па тоа е најубав чин. Па славиме, па се радуваме, па го испратиме, па одеме на заклетва. И на едниот и на другиот сум ишла на заклетва. Па нема поубаво од тоа, бре. Секој машко треба да се туре на дисциплина тамо. Како жените имаме пораѓе тешки работи, па и они треба нешто да имат. Да дојдат у ред машките, а не цел ноќ шетат, цел ден спијат. На што личи тоа? Те ги направија паразити сега младиве. Со тоа не спиење ноќеска, па ден не спијат. Ни доручак, ни ручак и други го кажа истото. Нема ред. Тоа не е убаво. Чекаш го сабале да стане, да му даеш доручак, оно го нема, спие. Све се преметува. Па што да кажам друго? Јас сум највесела да биде уведено, не доброволно. Доброволно никој нема да оди. Само обавезно да е. Муж ми седел 24 месеца, јас сум го чекала. Благодарам многу за вклучувањето, баба Роска. Ево уште еден интересен твит. Тето во Бој го има напишано следното: Југа имаше задолжителен воен рок и никогаш не те влезе во војна или ја нападна. Моментот кога стана доброволно, сите балкански држави се распадна и се окупирани од страни држави. Затоа ни наредија да се ослободиме од сите воени средства. Полесна команда, контрола. Дали сте да се воведе задолжителен воен рок? Да видиме што ќе каже следниот гледач или гледачка. Добар ден. Дојде времето за реклами. Да ги погледнеме па резултатите од Instagram Story. А сега е време да слушаме и како одговорија, да ви предочам инстаграмџи, дали одењето во војска е добро за младите генерации. Со да одговорија 88%, со не 12%. Благодарам на сите за вашето учество во Црвена линија. Сега останува препуштам на забавата за која што се задолжени Ненад и Кате, а ние се гледаме од понеделник во нашите стандардни термини. Довидување од мене.